Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство со наслов Свесно родителство, родителство со длабочина, почит и значење. Значи, ова е трет дел на видеото кој што има ист наслов како и претходните две видеа. И во ова видео се одлучив да ви доловам неколку искуства кои што ги имала Естер во текот на нејзиниот живот, значи во текот на нејзината работа, која што се уште трае, како едукатор за свесното родителствување, исто така и како жена која што основала училиште за свесно родителство и која што работела во значи, летни кампови, каде што го предавала свесното родителствување, исто така и непосредно го практикувала со голем број на родители и деца кои што барале помош од неа за голем број на проблеми во врска со родителствувањето. Многу интересен фактот бил што, бидејќи Естер работела со голем број на родители кои што се разликувале по својот светоглед од нејзиниот и се разликувале од начинот на кој што тие родителствувале, меѓутоа сепак барале помош за да можат да надминат голем број на проблеми со кои што се очувале при родителствувањето. Естер овде особено спомнува дека тие искуства со овие семејства биле навистина тешки, навистина предизвикувачки, затоа што родителите биле многу крути и не сакале старите идеи за начинот на кој што родителствувале да ги напуштат, а сепак барале помош од неа како да можат да се ги решат своите проблеми, затоа што тие не можеле да разберат колку било тешко да може да се најде нов начин за да му се доловат она што навистина му е потребно на нивните деца во нивните животни ситуации, значи во нивното место каде што се наоѓале, во нивниот дом на родителствување. И иако тоа, значи, што го правела, Естер го правела со навистина го давала најдоброто од себе, навистина се вложувала промногу. Дури и доаѓале и родители кои што често пати велеле на Естер: ние навистина не разбираме зошто ти толку се вложуваш во овие семејства, кога имаш голем избор. Зарем не гледаш дека тие како воопшто да не име грижа за начинот на кој што родителствуваат, како воопшто да не сакаат да им помогнеш. Меѓутоа Естер што му одговарала? Му велела: па токму поради тоа, најмногу заради тоа, сваќам дека на овие деца јас му сум потребна, на овие деца навистина му е потребно најголемото внимание и тоа на што јас сакам да им го дадам. И после подолго време, доколку успела да остане во овие семејства за да им помогне, за да почнат свесно да родителствуваат, наблюдувајќи ги нивните карактери, значи карактерите на родителите, преку наблюдување на однесувањето на родителите, таа успевала да може да го виде зошто е страдањето на нивните деца, зашто на крајот нејзината цел била пред се да може да искреира еден простор, една околина, едни услови во семејството, значи за да можат родителите и децата да едноставно да можат да бидат подредени, затоа што кога се подредени тие едни со други, идеите кои што ќе сака и начинот на кој што ќе може да го спроведе многу полесно ќе биде и ќе може да се оствари. И таа сватила дека најдобриот начин да може да се свесно да се родителствува, да им се објасни на родителите, е преку нејзино лично учество, преку непосредно практикување на свесното родителствување во дадените ситуации, во дадениот дом каде што се децата, значи и самата Естер да го искуси, да го види и да го доживува она што и самите деца го доживувале. Зошто? За да може и таа
да му ги даде најискрените и најточните одговори на родителите. Се случувале голем број на предизвици во ваквите семејства, затоа што често пати била и во ситуација да биде навредувана од родителите, да не биде разбрана, да биде дури неколку пати значи избркана од нивните домови, за после повторно да биде вратена, затоа што знаејќи кои се залагала исклучиво за вистинските потреби на децата, свесно да родителствува, кој што подразбра и често пати да влези во конфликт со самите родители, но поради фактот што самата била многу свесна дека и како живо суштество во текот на својот живот свесно, несвесно родителствувала со своите деца, значи ги разбирала родителите и токму поради тоа незината најголема целта се издигнувала над сето тоа, значи само за да може да му помогне на родителите, за да конечно почна свесно да родителствуваат, затоа што свесното родителствување е навистина тежок процес. Друг пример кој што ме заинтригира е со Естер. Бил еден пример со мајка и со дете кое што било на 11 месечна возраст и каде што мајката кажува дека веќе подолг период девојчето навечер не сакало да спие, цела вечер било будно, цело вечер плачело, а во текот на денот било многу тивко и многу мирно. И мајката, значи, ја прашува, бара помош од Естер, ја прашува како да видам јас поприсутна за своето дете, да не го притискам, да не му вршам притисок на детето за да заспие, бидејќи и мене навистина ми е потребна помош и се наоѓам веќе на крајот на своите сили, затоа што 24/7 била со своето дете. И Естер објаснува дека кога вакви проблеми се случуваат и вака реагираат децата, тоа значи дека нешто подлабоко се случува со детето. Значи треба да се откријат причините, треба да се разбере што е причината за страдањето на детето и затоа зашто не може да заспие. И ја прашала ти самата кажуваш дека во текот на денот твоето дете е многу тивко и многу мирно, меѓутоа зошто е твоето дете тивко и мирно? Кој е начинот на кој што се справуваш ти со твоето дете за да биде тивко и мирно? Дали ти во текот на денот му го даваш она како игра на своето дете кој што тебе ти одговара и после околу детето нон-стоп си, изигрувајќи една продолжена рака на своето дете, каде што не му дозволуваш на детето да може тоа да има свој простор, да може да потроши одредена енергија, да може да го изрази своите чувства и да посака детето да побара, значи, квалитетен сон. Или затоа што доколку ти би реагирала поинаку, доколку навистина свесно би родителствувала, што подразбира ти да му дадеш на твоето дете, да сака да го прави она во текот на денот која што тоа го чувствува, она што него му е потребно, и при тоа ти да не му се мешаш во неговата игра. Значи, едноставно само да го набљудуваш, да бидеш присутна со него, меѓутоа да му дадеш доволно простор на детето каде што самото дете ќе се вложува во однос на предизвиците кои што ќе му бидат поставени секако во однос во таа игра. Значи, детето ако забележиш дека почнува да плаче, почнува да сака нешто да бара, значи од тебе, ти да го оставиш, нека си ги изрази своите емоции, нека се лути, нека плаче, но ти да бидеш тука присутна со многу љубов за своето дете. Но при тоа да му дадеш до знаење дека со твојата присутност ти му веруваш дека ќе може да ги надмине тие пречки кои што му стојат тука во самата игра. И за самото дете да може навистина да се поврзе со твојата енергија, да ја разбере твојата значи твојата љубов, која што
ќе предизвика една доверба во самото него, дека навистина е вредно, дека навистина може да ја соочи таа пречка и кое што нешто ќе го поврзе и со твоето срце, значи неговото срце со твоето срце ќе се подредат, бидејќи срцето е тоа кое што ќе предизвика акцијата кај твоето дете, затоа што срцето ја потекнува акцијата, значи тоа од срцето потекнува храброста кај децата за да можат да се подигнат и да се покренат на акција. И истото понатаму Естер и кажува дека многу е битно кога се заспива детето да не дозволуваш да заспива во твојата преградка, затоа што после кога ќе го внесеш во креветчето, бидејќи самиот ритам на сонот, енергијата на сонот често пати знае да биде променлива, некогаш детето во текот на ноќта на моменти ќе спие во подлабок сон, на моменти ќе спие со површен сон и може да се случи да се разбуди во текот на ноќта и кога ќе забележи дека не е во твоите преградки, затоа што детето го памти моментот секогаш кога заспива и тоа му предизвикува дополнителен стрес да почне да плаче и да бара повторно назад да се врати во преградките на мајката. И затоа е потребно децата да се учат да заспиваат во кревет, каде што доколку се случи во текот на ноќта да се разбудат, тие едноставно значи знаат дека тоа му е местото каде што заспале и значи му станува еден вид на навика и многу полесно значи го прифаќа тоа нешто и не му предизвикува стрес, туку веднаш продолжуваат повторно да спијат. Друг пример, доста интересен пример, со кој што не запознава Естер, е случај со едно дете кое што имало околу година и пол и кое што веќе неколку месеци одело, но што се случило? После некое време, еден месец и повеќе престанало да оди. И родителите навистина биле загрижени зошто тоа се случило кај детето и дошле да искомуницираат со Естер, значи да сака да им помогне, да види дали навистина е во состојба да може да го врати детето повторно да оди. И првиот момент кога го согледала Естер таткото како го држи детето, веднаш дошла до него и му рекла, бидејќи со едната рака го држала едното раче на детето, а со другата значи го тргнало кај себе и многу цврсто го држало таткото и така детето како да било во грч кога требало да оди. И таа само му рекла, јас забележувам дека кога нешто, значи детето е навлечено со сила да оди, тоа секако е поттикнато да го прави спротивното. И значи ти како родител не си свесен, меѓутоа несвесно ги блокираш емоциите кај твоето дете да сака да оди. И таа му рекла, ќе ви помогнам јас, меѓутоа ќе треба да ме слушате она што јас ќе ви го кажам. Во овој момент вие тоа ќе го правите. И тогаш таа му рекла, сега ќе одиме на една ливада, таму ќе го оставиме вашето дете и ќе ви кажам што треба да направите. И навистина, значи го однесле на една прекрасна ливада, блиску до една црква, која што била на околу километар оддалечена. И значи ливадата била преполна со трева, со пеперутки, со инсекти, со голем број на цветови и тие, значи таа му рекла, сега овде ќе го ставите вашето дете и малку ќе се оддалечите. И навистина детето кога ја видела природата, кога почнало да гледа како имало пчели, инсекти, цвејќиња и така натаму, детето многу станало најнаш љубопитно и сакало да оди, да сакало да тргне. Меѓутоа, кога почнало тоа се
се вратило назад и веднаш признало во плач, значи почнало силно да плаче. Меѓутоа таа му рекла на родителите, значи оставите го детето, значи дозволете му да си ги искаже своите чувства, дозволете му да плаче. Меѓутоа дојде до него и со многу љубов и со многу милост, значи ако побара вашето дете, го шнете го, бакнете го, меѓутоа не го бидете присутни тука за своето дете, меѓутоа немојте да дозволите вие да го кренете и да, значи, со сила да го натерате вашето дете да почне да чекори. Значи, вие со вашата љубов, особено на мајката тоа и го рекла, значи, дојди до своето дете, погледни го во неговите очи и дај му до знаење дека ти му веруваш, дека е навистина детето твое вредно да може само да почне да оди. И мајката тоа го направила, дошла до детето, клекнала, поседила малку со него, му ги бришела солзите, го гушкала, го бакнувала и тоа едно време престанало да плаче и тогаш мајката се тргнала и самото дете за чудо, значи наеднаш се исправило и сите биле в чудо невидени, значи детето толку со толкава енергија наеднаш станало и почнало да се движи. Естер при тоа рекла, значи, оставете го детето да плаче. Значи, не е проблем. Детето кога е разбрано и кога плаче, значи, тоа ќе собере храброст. Самото ќе му дојде храброста да почне да оди. Меѓутоа, кога детето плаче, а не е разбрано, тогаш тоа се чувствува осамено и од една страна детето преку плачењето го вади страдењето, меѓутоа од друга страна, бидејќи не се чувствува разбрано, повторно тоа страдење го враќа назад. И значи, навистина, бидејќи детето еден месец и повеќе немало пропаткано, тоа во овој момент толку силно почнало да чекори, толку енергично почнало да чекори, што сите навистина се изначудиле што неверојатна сила добило детето да се искачи на височинката и да дојде до самата црква. И каде што во тој момент почнало да врне дожд и детето не сакало ниту пак да се прибери во прегратките на своите мајка, туку трчало околу црквата цело време и се смеело со радост, со неверојатна среќа. Значи, цело време се смеело и цело време било среќно што можело толку, значи, да повторно да оди да трча. Сите биле восхитени, посебно таткото, значи многу бил изненаден од енергијата која што во тој ден наеднаш ја покажало неговото дете. Значи, тоа е она кое што велиме дека свесното родителство му верува на децата, значи тоа е поентата, каде што му кажува на родителите дека навистина треба повеќе да веруваат во своите деца, затоа што кога веруваат, децата се охрабруваат и го даваат најубавиот подарок на родителите. Исто така, друг пример е кога многу интересен, каде што доаѓа една наставничка и каде што бара совет од Естер и таа кажува дека во последната година, мислам дека во Америка, се отвориле училишта каде што имале нова програма која што училишна програма за деца до 4-то одделение, значи каде што нивната програма била многу подредена со свесното родителствување, значи многу блиска била со свесното родителствување и со свесно воспитување.
и каде што на прв план, значи таа програма имала многу неверојатно вредностни, значи се базирала врз вредностни човекови системи и човекови вредности, се извинувам. И кога го отвориле конкурсот, значи на тој конкурс конкурирале огромен број на млади наставници. Значи сите тие биле доста млади, тогаш дипломирани и кои што имале голема желба. Значи сето тоа било голем предизвик за да сакаат да предаваат во тоа училиште, затоа што програмата била нешто најнова, значи особено се однесувала за поединечно за секое дете, каде што наставникот бил тој кој што треба да го види детето од својата целокупност, требало да значи еден вид на холистички пристап да има спрема детето, значи да го гледа како индивидуа која што е во својата оригиналност, значи секое дете си е своја оригиналност и пристапот да биде индивидуален спрема секое дете со една голема доверба, пристап од доверба спрема детето. Меѓутоа, зошто дошла така Естер и зошто и побарала помош? Таа кажува дека наскоро почнале да се создаваат проблеми, затоа што меѓу наставниците почнале да се значи да се јавуваат проблеми во смисла на тоа кога требало да се остане на таа патека на индивидуалност кај децата, кога наидувале на препреки, самите наставници се враќале на традиционалниот начин на воспитување. Значи, една програма за секое дете, за сите деца. И најмногу таа го гледа овој, значи се јавил проблем пред се заради несакање на комуникација меѓусебна помеѓу наставниците. Значи таа кажува каде наставниците најмногу грешеле, затоа што едно со други не сакале воопшто да си помогнат. Секој тргнувал од најмногу од своето его и најмногу од преголемата самодоверба која што ја имале, значи таа се вклучила и самата себе си. Значи на прв план си ги ставиле своите интереси, а ги запоставиле поединечните интереси на децата, на учениците. И на тоа, значи, затоа ја прашала Естер како да го надминат тој проблем, како да се вратат повторно, да можат да ги предаваат на преден план, да ги стават интересите на децата. И значи да се вратат на суштината на самиот проблем, на самото воспитување. И тогаш Естер спомнала дека свесното воспитување и свесното родителствување на вистина тежок процес и тој е процес кој што значи бара на вистина одредено искуство да се има. И таа самата, значи, имала своје 20 годишно искуство и каде што секој ден се уште учела по нешто ново, затоа што секогаш свесното родителствување, значи така и свесното воспитување е поврзано со секој сегашен, значи со сегашниот момент. Оно што се случува во сегашниот момент е главниот учител како да се постапува со детето, како да му се даде оно што навистина му е потребно на детето во тој момент и секој нареден момент, значи ќе зависи од постапката која што е превземена од претходниот момент, значи како причинско последична. И особено кога станува збор за образовниот процес, треба и покрај даденото искуство, што значи дека значи не може така лесно да се биде наставник со тој пристап, особено затоа што потребно и е наставниците да поседуваат одредени техники на работење, кое што му возможува многу полесно да можат
да го забележат оно што му треба на децата, да бидат спретни во тоа нешто, но и најмногу од се, значи наставниците треба да поседуваат една огромна емпатија, значи таа способност да ја имаат развиено кај себе и најмногу да поседуваат љубов, значи во она што го работат, таа љубов да биде искрена, затоа што во оваа работа, ако се воспитува, значи не се сака да, значи се дошло на работното место од друг интерес, а не од љубов за самата работа, тоа е нешто кое што ќе се каже со текот на времето и кое што особено, значи, наставниците ќе нема да можат да ги остварат вистинските цели. Затоа што свесното родителствување, свесното воспитување бара наставникот на вистина да ја сака својата работа, значи и да на некој начин да биде и желен, да биде и жртва во одреден момент за детето, само за да може да му го даде она што на вистина е потребно. Значи, исклучиво љубовта тука доаѓа на преден план, значи да се сака она што на вистина, значи самата работа треба наставникот на вистина да е сака за тоа нешто. Значи, зошто е тоа така? Затоа што кога ние тргнуваме од некој, побудени сме од некои други интереси во работата со децата, тогаш најлесно излегува нашата фрустрација. И како човекови суштества, значи ни се губи трпението, не сме спремни и не сакаме да се посветиме на тоа нешто. И токму заради тоа, кога и свесно се родителствува, се подразбира секогаш на преден план, значи да родителот да покажува огромна љубов спрема своето дете, да има трпение спрема своето дете, да може да сака да си го види и да го разбере своето дете, да може да го види страдањето на своето дете, за да после тоа да му помогне на најдобриот начин, а со тоа и родителот да си помогне и самиот себе си. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.